Во студиото со вас Иван Кузмановски. Добар ден и честит 1 мај. Ова се настаните кои го одбележаа денот. Првомајски протест на ССМ. Работниците бараат 500 евра минимална плата. 500 евра плата не е доволно. 30 години ни ја пијат крвта со памуče. Полни излетнички места. Скаричка, пиење, алкохол, дружба и тоа. Па јас мислам дека е вистинскиот начин да се прослави 1 мај. Колони на границата со Грција. 17.000 патници за 24 часа заминале денот на трудот да го прослават покрај море. 58 осомничени чекаат обвинение за пожарот во Пулс. Коцевски очекува истрагата да заврши до средината на јуни. СДСМ не ја отфрла можноста за соработка со Таравари. Власта тргна во напад на Филипче. Вашингтон и Киев ставија подпис на договорот за минерали. Дали ова ќе го забрза решението за мир? Овие вести ги пренесуваме пораките од протестот на ССМ, се вклучуваме во живо и од граничниот премин Богородица, каде со часови се чека за да се премине граничната линија. Останете со нас. Денот на трудот со протест на улица го одбележаа представниците на Сојузот на синдикати на Македонија. Тргнаа од пред нивното седиште, а барањата ги пренесоа пред Собранието, Стопанската комора и владата. На првомајскиот протест беше колегата Мартин Арсов, го имаме во живо во овие вести. Мартин, кои се главните пораки од денешниот протест? Така, Иван, традиционално како и секоја година, така и ова Сојузот на синдикати на Македонија го одржа својот првомајски марш или првомајски протест, како што тие го нарекоа годинава. Главните барања од годинешниот протест се 500 евра минимална плата, зголемување на сите останати плати за 100 евра, почитување на законите и колективните договори за раст на платите во јавниот сектор. Протестот започна точно во 11 часот пред работничкиот дом, од каде што на собраните граѓани продолжија се упатија кон Собранието на Република Македонија, каде што ги критикуваа претениците за високите плати и високите патни трошоци и им свртеа грб. Продолжија кон Стопанската комора на Македонија, каде што ги обвинија работодавачите дека се главни виновници за иселувањето на младите, а протестот заврши пред владата на Република Македонија. Како изгледаше денешниот протестен марш, гледаме во продолжение. Минимална плата од 500 евра, зголемување на сите останати плати за 100 евра и почитување на колективните договори. Ова се главните барања на Сојузот на синдикати на Македонија од денешниот првомајски протест. Со транспаренти, знамења и гласна музика, точно во 11 часот се собраа пред работничкиот дом, од каде се упатија кон Собранието. Упатија критика на претениците за високите плати и патни трошоци и им свртеа грб. На оваа страна од барикадите сме ние кои бараме достоинствена плата за достоинствена работа. Од другата страна на барикадите се тие кои уживаат привилегии. Луксузот ваш е од трудот наш. Ве молам, макар и символично, да им го завртите сите грбот како што им го вртам ја, за да почувствуваат како е кога работник ќе ви заврти грб. Оттаму тргнаа кон Стопанската комора. На работодавачите им порачаа да не се кријат, затоа што работниците им го заработуваат лебот, а за нив не останува ништо. Овие се газди бески шпењаци кои што 30 години ни ја пијат крвта со памуče и на кои што 500 евра за нас е многу, а сега у Грчка на викенд 5000 евра им се малку. Ова не е за уа, ова е за секој ден, цел ден да сме тука на улица додека не ни покачат плата. Ова уа е за сите фамилии што ни се одселија да бараат леб во странство. Македонија била и ќе биде плодна само со вас, само со работникот. Протестот заврши пред владата. На Илинденска гласно кажаа дека без работници нема економија, нема развој и нема иднина. Оваа влада ветуваше дека ќе биде на страната на работникот, а денес не само што молчи, туку не напаѓа кога ќе побараме повисоки плати. Но да им биде јасно, не плашат нивните напади. Не може платата за работниците со 1800
денара покачување да биде доволно. Не можат луѓе кои што имаат по 2000 цирка евра плата да им кажуваат на луѓето со 400 евра дека е доволно. Ги бараме истите бенефиции што ги имате вие, затоа што и ние ги заслужуваме. Со што побитни сте вие во општеството од нас работниците? Што вие сте направиле корисно, а ние не сме го направиле 10 пати истото повеќе? Исто како и пред собранието, граѓаните извртеа грб на владата. Денеска сме тука по 500 евра минимална плата помножена по коефициент за сложеност. Затоа што 500 евра плата не е доволно. Затоа што 2 минимални плати не овозможуваат основни трошоци за живот на едно 4-члено семејно домаќинство. Конфедерацијата на слободни синдикати денеска не излеза на протест, бидејќи според нив социјалниот диалог е добар и проблемите се решаваат на маса. Со протест денот на трудот се одбележува и во Европа и низ светот, меѓутоа во различни услови. Што се случуваше денеска? Така, Иван, масовни демонстрации за 1 мај денеска се одржаа низ целиот свет. Буквално илјадници грци се собраа во Атина, барајки повисоки плати. Тие се незадоволни од сегашниот раст на платите, бидејќи велат дека трошоците за живот, воопшто инфлацијата е многу повисок отколку растот на платите. До инциденти дојде и во Турција, поточно во Истанбул, каде што турската полиција се судри со дел од демонстрантите кои што излегоа на протест, бидејќи планираа да протестираат, се насочија кон плоштадот Таксим, каде што се забранети сите протести. Еве како изгледаше во делови од светот одбележувањето на 1 мај. Στην υγεία, στην παιδεία και αλλού. Οι αυξήσεις που δίνει η κυβέρνηση είναι πραγματικά αστείες. Είναι αυξήσεις ψίχουλα. Μιλάμε για 30 ευρώ το μήνα, για 1 ευρώ κάθε ημέρα. Αυτό δεν φτάνει ούτε για τα έξοδα της ημέρας. Δεν επαρκεί, η ζωή ακριβένει καθημερινά, τα ενοίκια έχουν φτάσει στο Θεό. Όσον αφορά και με τη θέρμανση και όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όλοι, ήδη η υγεία και η παιδεία είναι σε μαύρο χάλι, επομένως όλα αυτά πρέπει να μας βγάλουν ακόμα πιο απαιτητικά στον δρόμο. (2025년) 세계 노동절을 맞이해서 민주노총은 모든 노동자들의 노동조합할 권리, 누구나 노동법의 보호를 받을 권리를 주장하면서 투쟁을 진행합니다. 부도덕한 윤석열 정권을 몰아낸 토대 위에 우리는 적폐청산과 내란청산 그리고 사회대개혁이라는 요구를 갖고 오늘 세계 노동절 대회에 함께하고 있습니다. Мартин Арсов за работничките права, благодарам за ова вклучување во вестите. И на денот на трудот власта и опозицијата меѓусебно се обвинуваат кој што направил за работничките права и како се трошат парите на граѓаните. Председателката на државата беше единствената која јасно порача дека работниците протестираат со право. И на меѓународниот ден на трудот власта и опозицијата со меѓусебни препокувања. Кој колку троши во кафеани и се грижи за работниците. Од СДСМ со обвинување дека првите 4 месеци годинава владини функционери потрошиле 30.000 евра во луксузни скопски ресторани. Секој месец оваа година, почнувајќи од јануари, владата трошела просечно по 10.000 евра од буџетот на кафеани, додека им објаснуваше на работниците дека замислете 400 евра се доволни за живот. Нема пари за плати, но затоа има пари за гоштевање на министрите. Ова, почитувани, не е расипништво. Ова е буквално изживување. Ова не е власт на граѓаните, ова е елита што се изолирала од сопствениот народ. Од владата ја демантираат СДСМ дека сметки од услугите во бифињата што ги плаќаат вработените ги прикажува како трошоци за ручеци на министри. Од ВМРО, ДПМН пак на опозицијската партија и вратија дека се гладни, ама не за правда.
туку за враќање на криминалниот луксус. Вела дека ги подражуваат работничките права, но не и политичкото водство на синдикатите. Како очекуваме Трендафилов да ги разбере работниците? Да објасни во кој дел сочувствува со позицијата на работниците кога земаат плати над 2000 евра? И како тоа неговите ставови се исти како и тие на СДС, Левица и ДУИ? И што барал на состанокот со СДС неодамна и какви инструкции му дале и дали му се доволни 2000 евра плата месечно додека ги лаже и злоупотребува измачените работници чии права и плати се реално ниски. Освен партиските препукувања, на Меѓународниот ден на трудот порака испрати и председателката Гордана Силјановска-Давкова, која вели дека 1 мај е ден кога работниците и синдикатите со право протестираат за повисоки плати и пошироки права. 1 мај е вистинскиот ден кога ние, носителите на власта, треба да се запрашаме. Дали и како се остварува правото на работа? Дали секој има слободен избор на вработување? Дали вработените се заштитени при вработувањето? Дали се соодветно материјално обезбедени при невработеност? Дали секому под еднакви услови му е достапно секое работно место? Дали заработувачката е соодветна на трудот? Дали секој вработен има право на дневен, неделен и годишен одмор? Дали се почитуваат колективните договори? Порача председателката Силјановска-Давкова. Сања Димитровска, Сител телевизија. Нема промени во работничките права, оценуваат од Гласен текстилец, велат дека продолжува затворањето на фирми, се доцни со исплата на платите, а трошоците за живот постојано растат. Затворени фирми, неисплата на плати и инфлација. Ова е реалноста за македонскиот работник. Ситуацијата не мрднува од мртва точка од 1 мај минатата година до празникот на трудот годинава, тврди Кристина Ампева од Гласен текстилец. Во последната година можам да бројам фирми кои што беа затворени. Еве имаме уште 2 компании во последниот 1 месец од Скопје кои што се затворени, каде што работниците се останати без плати, придонеси од плати и слично. Имаме кривични пријави за непочитување на права од социјално осигурување и неисплаќање на плата според кривичен законник, е што основно јавно обвинителство вика тоа не е кривично дело, тоа е прекршично, иако се стои децидно во кривичниот законник. Инфлација таква како што имаме, ќе видиме дека во регионот платите се покачени само кај нас. Не се, мислам, само останува она усогласување во март од 1800 денара, па мислам дека нема никакво подобрување. Потребно е доследно почитување на законската легислатива, инспекцијските служби постојано да се на терен, а институциите на системот да бидат ажурни во донесување на одлуките, зашто во спротивно целиот товар паѓа на грбот на работникот, додава Ампева. Основно јавно обвинителство да ги гони оваквите предмети кога некој не ви испаќа плата со месеци, треба да го гоните. Согласно кривичниот законник, а не прекршочни казни од 100 евра, бидејќи тоа им дава дополнителен мотив на добар дел на работодавачите, постојано да ги кршат работничките права, кои што се човекови права, Треба да имаме Управа за јавни приходи која го почитува Законот за работни односи, кој што го известува трудовиот инспекторат каде се исплаќа под минимална плата, каде се касни со плата. Во случај на неисплата на неколку плати, треба да следува замрзнување на имот за да се подмири долгот кон работниците. До Гласен текстилец пристигнати се и неколку пријави од работници кои не ја добили усогласената плата повисока за 1800 денари. За Сител, Трајан Ристовски. Ако од синдикатот скандира дека искара и работнички права не може, многумина веројатно не би се согласиле со ова, или барем таква е пораката која се добива од излетничките места. Полно беше денеска и на Марков манастир, и на Водно, и во градскиот парк во Скопје. Атмосферата ја пренесува Габриела Лескова. Ракија, зелка, скара. Излетничките места во Скопје преполни за денот на трудот. Граѓаните го искористија слободниот ден за традиционален првомајски пикник. Сител направи обиколка низ градот. На патот на кај Марков манастир имаше колони возила уште рано наутро, но атмосферата која владееше ги оправда гужвите. Од двете страни на реката толпа граѓани со софри уживаа во сонцето и пријатната температура. Преовладуваше мирисот на скарата, веселата музика придонеса завидно расположени скопјани. Како си поминувате? Еве се гледа скаричка, пиење, алкохол, дружба и тоа е тоа. Како се распределија обврските на мажите и на жените? Гледам вие сте задолжени за скарата. Така е. Жените за салатите, повеќе се на маса, ние околу работата и тоа е тоа. Пластичните столчиња кој ги растовараше од багажникот? Мажите се разбира. Ние сме за тоа.
Се е супер, ќе се пече ребренце, бела вешалица, кебапче за овие малечки дечиња. Ракија и зелка, дали ова е вистинскиот начин да се прославува 1 мај? Па јас мислам дека е вистинскиот начин да се прослави 1 мај. Кое место ти е највкусно тебе? Пилешко. Колонии од автомобили беа паркирани и наводно. Дел од граѓаните уживаа со софра на летниковците, други го искористија денот да спортуваат. Гужви имаше и кај жичарата. Полн беше и градскиот парк. Сонцето ги примами граѓаните да прошетаат и да уживаат во слободниот ден. Габриела Лискова, Сител телевизија. Оние со подобри работнички права и со малку подлабок џеп не им пречеше со часови да чекаат на границата со Грција за денот на трудот да го поминат на море. Од 10 часот вчера до 10 часот денеска само преку Богородица границата ја поминале 17.000 патници. Одиме во живо на Богородица, таму е колегата Даниел Василев. Даниел, уште од вчера попладнето има колони на возила на овој граничен премин. Гледаме дека слична е сликата и денеска и во овие моменти по 16 часот. Што се случува на Богородица? Добар ден, Иван. Некаде околу 2 километри е долга колоната на автопатот Пријателство кој што води до граничниот премин Богородица, односно некаде непосредно пред онаа последна бензинска пумпа. Според официјалните податоци од Министерството за внатрешни работи, како што каже и ти, некаде околу 17.000 патници ја напуштиле Македонија за 24 часа, меѓутоа грото од нив се странски државјани, односно само 4.000 биле македонски државјани. Тоа можам да го потврдам и јас тука од терен со оглед на тоа што од она што можам да го забележам од регистарските таблички на возилата кои што се движат кон граничниот премин. Генерално тоа се возила од Србија, меѓутоа има и возила кои што доаѓаат од Романија, Полска, Австрија, Германија. Во продолжение би предложил да погледнеме една кратка изјава од портпаролот на МВР да ги каже сите оние официјални информации кои што Министерството за внатрешни работи ги има до овој момент. Денот на трудот повторно ги наполни граничните премини, откако голем број граѓани одлучија празникот да го поминат надвор од државата. Како и во изминатите години, најголема фреквенција се бележи на премините кон Грција, а граничниот премин Богородица останува најоптоварена точка. Според податоците на Министерството за внатрешни работи, само за 24 часа, од 10 часот вчера па до истиот период денес, преку Богородица државата ја напуштиле над 17.000 патници, од кои близу 4.000 се македонски државјани. И покрај значително зголемената фреквенција, од Новара информираа дека се преземаат сите неопходни мерки за непречен и безбеден проток на патници и возила. Отворени се 9 ленти за излез од државата, од кои 6 за автомобили, 2 за автобуси и 1 за товарни возила, и 5 ленти за влез во државата, од кои 3 за автомобили, 1 за автобуси и 1 за товарни возила. Од страна на Министерството за внатрешни работи се превземаат сите мерки и во функција се ставени сите човечки и технички капацитети, за да се забрза протокот на патници, се разбира со спроведување на задолжителните гранични проверки. Зголемена фреквенција на возила и патници се бележи на граничниот премин Дојран, каде предпладнето беа регистрирани колони возила во обид да преминат кон Грција. Покрај популарните туристички локации кај јужниот сосед, полни се и домашните капацитети. Во Дојран, според локалните власти, сите сместувачки капацитети биле резервирани уште пред неколку дена. Бројката која што се очекува е некаде над 5000 посетители за овие првомајски празници кои што ќе престојуваат во Дојран и плюс дополнителни оние кои што ќе доаѓаат на дневна основа. Капацитетите секако од година на година растат и се зголемува бројот на луѓе кои што издаваат и хотелите кои што се ставаат во функција, односно хотели кои што не биле подолго време во функција, веќе се реконструираат и ставаат во функција, со тоа расте и бројот на легла, односно капацитетот се зголемува. Според процентите, зголемена посета на туристичките места во и надвор од државата се очекува и за време на предстојниот викенд. Зоран Ѓорѓиев за Сител телевизија. Даниел, спомена и ти дека километарска е колоната, тоа може да го забележиме и зад тебе, но како се движи колоната преку граничната линија или што би рекол ти, каква е твојата проценка за колку време овие возила кои што се зад тебе бија поминале граничната линија?
Иван, на границата се наоѓам некаде околу 45 минути. Морам да кажам дека, барем за сега од она што можам да го забележам, брзо се движи колоната, не се чека премногу. Меѓутоа, со оглед на тоа што обемот на возила е многу голем, претпоставувам дека некаде околу 45 минути до 1 час ќе мора да почекаме за да успееме да влеземе на грчка територија. Даниел Василев, во живо од граничниот премин Богородица, ти благодарам за пренесените информации за актуелните случувања. Работнички права преку скара или на протест, на што се должи синдикалната разединетост, како до 500 евра минимална плата, откако владата најави просечна, дали синдикатот ќе продолжи да ја пресметува минималната кошничка. Во тема на денот со Слободан Трендафилов, председател на ССМ. Вкупно 58 осумничени чекаат обвинение за постапката за пожарот во дискотеката Пулс во Кочани. Законскиот рок е 90 дена. Државниот јавен обвинител најави дека до средината на идниот месец обвинението ќе биде готово. Истрагата за пожарот во Кочани мора да заврши до средината на идниот месец. Државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски во интервју за Алсатем вели дека засега се истражува кривичното дело тешки дела против општата сигурност. Но дури по завршување на истрагата, точно ќе се знае за што ќе одговараат осомничените. Истрагата е почната некаде таму 16, 17, 18 март и треба да се заврши до некаде истиот термин после 3 месеци, односно до 16-17 јуни. Цениме дека и тимот на јавни обвинители причинско-последичната врска, односно последицата е смрт на лицата, односно што биле во дискотеката. Меѓутоа, токму да се најде тој каузалитет и тие пропусти што довеле до ова. Пропусти имало секоја година, односно секој период. Коцевски појаснува дека се уште се прибираат докази и се сослушуваат сведоци, па не ја исклучува можноста за проширување на истрагата и со нови лица, кои може да бидат осомничени, а потоа и обвинети. За сега со истражната постапка на Кочанското јавно обвинителство опфатени се 45 лица, 19 од нив се во притвор, 13 во куќен, 12 со мерки на предпазливост, а 1 е на лекување. Осомничени се поранешни министри за економија, директори на Дирекцијата за заштита и спасување, пазарниот инспекторат, вработени во локалната самоуправа на Кочани, сопствениците на дискотеката и фирмата за обезбедување. Во друга постапка истрага води и обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција со своето полициско одделение. 14 полициски службеници од Штип и Кочани се осомничени дека не спровеле проверка дали дискотеката ги исполнувала условите за безбедност во сообраќајот и јавниот ред и мир. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Одлуката на Уставниот суд да ја укине одлуката на владата за функционирањето на медресата во Кондово предизвика низа партиски реакции. Од ДУИ ја повикаа меѓународната заедница да реагира, оценувајќи дека одлуката ги крши верските права. За вреди ова е личен пораз на Али Ахмети. Албанските партии реагираат по одлуката на Уставниот суд да се укине основање на приватното средно училиште Мадресеја Исабеу во скопското село Кондово. Според уставните суди, ниту уставот, ниту било кој закон во државата не дозволува и не предвидува постапка за основање на приватно средно училиште со граѓанско образование од страна на верска заедница или религиозна група. Од ДУИ остроја судија како што велат политичката и антиуставна одлука на Уставниот суд со која и се забранува на исламската верска заедница да организира средно образование, право кое го има од 1984 година. Ја повикаа меѓународната заедница да реагира. Ова одлука представува директен напад врз верската слобода, врз достоинството на муслиманската заедница и врз едно право што беше добиено како исправка на историската неправда за време на претходната влада. Ова не е само правно прашање, ова е битка за колективно достоинство. Но она што е уште потешко од самата одлука е срамната тишина на албанските представници во оваа влада. Стои во делот соопштението на ДУИ. Владините коалиционери вреди пак ќе бараат начин за легализирање на медресата во Кондово, но одлуката на Устава ја толкуваат како личен пораз на Али Ахмети и ДУИ.
Ова е личен пораз на Али Ахмеди, неговата клика, кој секогаш си игра со вирските чувства на албанците само за теснопартиски политички интереси. Денес вистината излезе на виделина. Медресата никогаш не била акредитирана на законит начин. Дуи ја користеше во предизборни кампањи, исто како што ги користи сите символи, чувства и потреби на албанците, за да ги изманипулира, велат од Вреди. Уставниот суд ја поништи одлуката што беше донесена во март 2024 година од техничката влада со која тогаш раководеше Тала Џафери. Според Уставен суд тврдило дека одлуката не е во согласност со уставот и законите, бидејќи владата дозволила и ИВЗ да биде основач на средно училиште. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Од СДСМ не исклучуваат можноста за соработка со Таравари, но од партијата велат дека партиските тела, целата доверба му е дале на лидерот Филипче, кој ќе ги води разговорите за изборно коалицирање. Од ВМРО ДПМН пак директно го нападна Филипче, обвинувајќи го за продолжување на политиките на Зоран Заев. Додека сите го споменуваат Таравари, тој чека средба со Мицковски за следните чекори. СДСМ не го исклучува Таравари како можен албански партнер за време на локалните избори во мултиетничките општини, каде што тој има влијание и може да донесе глас плюс, но истовремено партијата на Филипче ќе треба да ја помогне на алијанса во општините каде што ќе настапува самостојно. Ова, како што велат партиски извори, е можно, особено поради заладените односи на СДСМ со ДУИ. Официјално од СДСМ велат дека лидерот ја добил довербата за преговори за локалните избори, без да откријат со кого Филипче треба да седне на маса. По одржаната седница на Централниот одбор, председателот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Венко Филипче е овластен да преговара и да остварува средби со постоечката и со идни коалиции и секако за секоја наредна средба ќе ја известуваме јавноста на времено. Но самиот Филипче минатата недела потврди дека освен традиционалните коалицијски партнери за локалните избори, ќе баре и албански партнер, а меѓу нив може да се вброи Таравари ако тој е надвор од Вреди. Меѓутоа Сами Ибрахими завчера ја почнаа процедурата за Вреди како партија, со што алијанса останува без досегашните партнери и најави самостоен настап за локалните избори. Таравари вчера им честиташе на Вреди, но го чека состанокот со премиерот Мицковски за тоа дали ќе треба да ја напушти и владата по ваквиот чекор. Од друга страна пак владеачката ВМРО ДПМН се уште најголем дел од критиките ги упатува кон лидерот на СДСМ, обвинувајќи дека Филипче е се уште многу близок со Заев. Венко Филипче го мисли истото со оглед на тоа дека кажа дека народот треба да учи од Зоран Заев и дека нема друг како него. Заев ги опустоши македонските национални интереси и како клован кој ги засмејуваше регионалните политичари. Дали Венко Филипче се гордее и со тоа? Добро е што народот знае со сигурност дека Венко Филипче е втор Зоран Заев и што може да очекува. И власта и опозицијата најавија дека позициите за локалните избори заедно со најголем дел од кандидатите за градоначалници ќе ги објават до крајот на месецот. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Во продолжение